Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Со вас во оваа емисија ќе биде Јане Бојаджиевски. Американскиот претседател Барак Обама се среќава со конгресни лидери од обете партии, откако преговорите за националниот долг западнаа во ќорсокак. Почнуваме со вестите. Председателот во Белата куќа одвоено ќе се сретне со водачот на сенатското малцинство, републиканецот Мич Меконел и лидерот на мнозинството, демократот Хари Рид, во обид да издействува спогодба за националниот долг и подигање на владиниот лимит за поземување. САД се во опасност да не може да го исплатат националниот долг од 14 трилиони долари, доколку наредниве неколку недели Конгресот не ја зголеми крајната граница за поземување на владата. Републиканските законодавци минатата недела ги напуштија преговорите незадоволни од предлогот на Белата куќа да ги зголеми даноците и така да го намали владиниот буџетски дефицит. Прва жена во републиканската трка за Белата куќа 2012. Членката на Конгресот од Минесота Мишел Бахман денес и официјално најави дека е претендент за републиканската номинација за претседателските избори. Таа доби на популарност за време на најдоамнешната дебата на републиканските кандидати, кога подлече дека целта и е претседателот Обама да служи само еден мандат на функцијата. На 20 на сојузни држави во САД имаат проблеми со поплави. Зголемените речни нивоа од петокот наваму принудија 11.000 луѓе во Северна Дакота да ги напуштат домовите. Во Небраска поплавата зафати нуклеарка на реката Мисури, но властите велат дека нема опасност. Анимираниот автомобили втордел. Најгледан филм викендов во киносалите во САД. На второ место комедијата со Камерун Диас Лоша учителка. Поранешниот и актуелен американски амбасадор во Македонија Кристофер Хил и Филип Рикер, еден од највлијателните иселеници Ѓорđe Атанасовски и лингвистот Виктор Фридман, меѓу добитниците на овогодинешните награди на тридневната конференција на обединетата македонска дијаспора во Вашингтон. Со интонирање на американската и македонската химна на свечена церемонија обединетата македонска дијаспора викендов во хотелот Мериот во Вашингтон ги додели наградите за пријателство на истакнати лица од САД и дијаспората. Американскиот амбасадор во Скопје Филип Рикер поради презафатеност не можеше да присуствува на доделувањето, но затоа се обрати преку видеоснимка. Со овации беше проследено доделувањето на професорот Виктор Фридман, кој над 40 години работи на проучување и промоција на македонскиот јазик во академскиот свет. За пријателство со Македонија беше почестен и поранешниот амбасадор на САД во Македонија Кристофер Хил. За земја која има толку многу проблеми, но и толку многу пријатели во нашата земја, таа стана дел од она што го размислуваме и чиниме на Балканот. Со награда се закити и Ѓорđe Атанасовски, еден од најпознатите и највлијателни македонски селеници, инвеститори во родната земја. Александар Митрески, подпредседател на ОМД, го сврти погледот кон наредната конференција, велејќи дека организацијата на идната година ќе појде и подалеку од иницијативата за основање група пријатели на Македонија во Конгресот. Секој месец го зголемуваме бројот на пријатели на Македонија, со што ќе се подобри ќе се зголеми бројот на пријатели на Македонија во Конгресот, кои ќе продолжат да промовираат Македонија да влезе во Европската унија и во НАТО под нивното уставно име. Врската меѓу умот и телото често е предмет на научни студии. Сега истражувачите заклучија дека еден вид вежби од стара Кина се корисни за пациентите кои страдаат од срцеви проблеми. Еве ги овде, личат на антички војни, напредувајќи бавно во аудиториум на Центар за стари лица во Витон, Мериленд. Нивните движења се базирани на традиционалната кинеска вежба наречена Тай Чи, флуидни и циркуларни движења, балансирајќи понекогаш на една нога, секогаш дишејќи длабоко. Целта на овие стотина движења е да се постигне физичка и ментална релаксација. Изворот на Тай Чи е одина назад барем 2000 години. Изгледа како лесна вежба, но во Кина се развило како боречка вештина.
Легендата вели дека Калугер ја креирал техниката гледајќи змија и жерав како си ги испитуваат силите. Позата може да звучи романтично, но истражувачите нашле дека тај чи им помага на пациентите со хронични срцеви проблеми да го подобрат квалитетот на животот, расположението и да им даде самоувереност да се обидат во други форми на физичка активност. Истражувачите проучувале 100 срцеви пациенти, од кои половина биле испратени на часови на тај чи 2 пати неделно за 3 месеци. Другата половина била ставена во образовна програма за здравје на срцето. Доктор Глорија Јеи од Харвардската школа за медицина е една од авторите на студијата. Хроничното слабење на срцето е прогресивна болест и пациентите страдаат од намалување на толеранцијата на физичко вежбање, губење на здивот и воопшто слабење на квалитетот на животот. Бидејќи нема лек, наша цел е, вели таа, да го подобриме квалитетот на нивниот живот, а тука тај чи има значителен ефект. Студијата не нашла разлика меѓу двете групи кога заедно потоа отишле на 6-минутна прошетка, освен што оние кои биле вклучени во тај чи трошеле повеќе калории кога партиципирале во друга физичка активност. Но претходни студии покажале дека тај чи помага за ублажување на проблемите како висок крвен притисок, фибромијалгија и стрес. А утре во News Flash решавањето на проблемот погледнато од дипломатски и лингвистички аспект. Амбасадорот Кристо Верхију и професорот Виктор Фридман. За нашата редакција говорат за спорот со името. Гледајте утре во News Flash. Утре во News Flash. Кристофер Хил, Македонија да продолжи да напредува. Интервју со поранешниот амбасадор и добар познавач на состојбите на Балканот. Гледајте во утрешната емисија. Го гледавте News Flash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. За најнови содржини посетете нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер. Се гледаме утре.